Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Денешната епизода ја посветувам на многу мои драги и блиски личности кои што токму оваа тема ми ја побараа. Темата е импостер синдромот или синдромот на натрапник, кој што е нешто кое што како повеќе и повеќе запознавам нови жени, се повеќе и повеќе разбирам дека се соочуваат токму со овој синдром. Станува збор за една психолошка појава или феномен, кој што се јавува кај индивидуалци така што во нив се јавува чувство на двоумење и недоверба во себе, во своите таленти, во своите вештини или во своите достигнувања и покрај тоа што тие имаат реални докази дека се добри. Значи, овде станува збор за еден сомнеж во себе и тие се плашат да бидат видени, да се пројават, да зборуваат пред маса на луѓе затоа што мислат дека другите ќе ги гледаат како измамници. Ова е спротивното од она што нарцисоидна личност го има, каде што пак има многу високо мислење за себе си и покрај тоа што доказите па и не се баш така. Знаете, она кога некој ќе има премногу високо мислење за себе, ќе има премногу храброст и самодоверба, може би да прави работи, а реалност е дека во позадина ги нема тие поддршки. Импостер синдромот е нешто кое што е навистина многу често. Не секогаш точно се знае од каде доаѓа, затоа што е многу индивидуална работа, но е феномен кој што најчесто се наоѓа кај жените, особено оние жени кои што имаат високи достигнувања. Повеќето истражувања се правени токму кај жени, но не значи дека не е присутен и кај мажите. Нешто што е забележано е дека многу често кај овие личности кои што го имаат овој синдром, постои некаква придружба на некакво друго ментално нарушување или состојба, како на пример депресија и анксиозност. Овие личности во суштина се чувствуваат како помалку вредни од другите, па затоа и многу често не посегнуваат по помош, затоа што сметаат дека тоа со кое што тие се соочуваат не е воопшто вредно, како би било тема на дискусија на психолог, психотерапевт или пак психијатар. Не станува збор за некакво нарушување кое што бара реално психијатриска поддршка или пак психолошка поддршка, меѓутоа дефинитивно бара свесност и многу психолози и психотерапевти зборуваат за овој импостер синдром или синдром на натрапник, затоа што и покрај тоа што не е класифицирана како некакво нарушување, сепак во позадината станува збор за ниска самодоверба, ниско себепочитување и многу често може да се види како симптом на депресија. Постојат различни скалила, односно различни типови подтипови на овој синдром. Секоја личност различно може да го доживува ова. Додека некоја жена може да го доживува тоа дека таа мора да биде специјална или да биде најдобра, што најчесто доаѓа од позадината и од воспитувањето, некоја може да ја има потребата да биде супервуман, значи супер жена или супер маж. Некој друг може да го чувствува како страв од тоа да не успее, а некој може да го доживува само како страв да не биде искритикуван или едно чувство на вина доколку доживува некаков успех. Исто така, многу често може да се види кај оние личности кои што едноставно не знаат како да земат, да примат критика која што е позитивна, односно пофалба. На многу места може да се видат различни симптоми на импостер синдромот. Може би најчестата форма во која што може да се сретне овој импостер синдром и да се забележи е оној перфекционизам кој што го чувствуваат многу личности, односно тој оној вид што се јавува кај личности кои што сметаат дека освен ако не се апсолутно перфектни, нема шанси да излезат, да се пројават и да бидат видени. И секако тоа најверојатно е никогаш или многу ретко, затоа што никогаш не може да бидат перфектни. Перфекционизмот исто така е важно да знаете дека носи корени во анксиозноста, така што овие типови на перфекционисти многу често коренот го носат во анксиозноста. Стравот
може да биде и така што таа личност која што е перфекционист смета дека не е доволно добра како што другите личности ја гледаат, па токму затоа и не се пројавува. Друг многу чест тип на овој синдром е оној каде што некој кој што е експерт во одредено поле се чувствува како натрапник затоа што е свесен дека не знае се што може да знае, дека не прочитал се на таа тема. И тоа е токму она што произлегува од тоа сега знам дека ништо не знам или колку повеќе знаеме, сваќаме дека всушност многу малку знаеме. Додека скромноста секако е пожелна особина и е многу важна, особено во она поле каде што доаѓа некој експерт, затоа што и самиот експерт мора да знае дека секогаш постои нешто друго, постои друга вистина. Едноставно не секогаш може да биде во право, меѓутоа доколку се соочува со овој синдром на натрапник, многу често токму тој експерт или токму таа личност која што на вистина има многу квалитети да прави нешто, да менува живот и да помага, да работи нешто што е многу добро и нешто што го знае, не го прави затоа што смета дека ете и другите ќе знаат дека не се сите книги прочитани или дека има некаков недоразвиен процес. Меѓутоа, оно што е многу важно е тука доколку се пронајдете да знаете дека станува само збор за синдром на натрапник, а не за реалност. Зошто? Затоа што не постои ниту една личност на планетава која што е совршен експерт како збор повеќе доаѓа во маркетинг делот кога се употребува само за да се привлечат купци. Мислам дека тоа е многу важно да го знаете. Ако слушнете дека таа е експерт за тоа и тоа едноставно не е вистина. Друг тип се среќава, што не значи дека ќе се сретне сам по себе, може да се сретне и со првиот и вториот, некој може да ги има и сите овие делови, а тоа е кога некој што е природно високо интелигентен, се чувствува дека е натрапник и мисли дека не е доволно добар и покрај тоа што е природно интелигентен, компетентен, значи се докажал дека има се што му е потребно и така натаму, затоа што може би му требало малку повеќе време да ја заврши задачата или пак да ја усоврши одредената вештина и во тој момент тој се чувствува како натрапник. Исто така, се среќава и оној кај типови кои што мислат дека се мора сами да направат, па доколку побараат помош за да достигнат нешто или за да завршат некоја работа, да достигнат некакво ново ниво, тие се чувствуваат како измамници. Додека пак реалност е дека ние не сме сами на овој свет и мораме да бараме помош и поддршка и менторства за да стигнеме некаде каде што сме. И тоа нема никаква врска со нашите компетенции и нашите вештини. И исто така, нешто кое што многу често го сретнувам, особено во нашата држава, затоа што мислам дека дел од воспитувањето е насочено кон тоа дека за да бидеме успешни треба многу да работиме, па така доколку не се изнаработиме многу, доколку не се изнамачиме, истрошиме и буквално согориме професионално, тогаш се чувствуваме дека или не сме доволно достижни за тоа што сме го достигнале, или дека нема шанси нешто да достигнеме доколку не го направиме истото. И самиот овој синдром сам по себе не е никаков проблем, меѓутоа оно што се случува кај овие личности е тоа што кога ќе се појават овие мисли, кога ќе се појават овие уверувања во позадина кои што многу често потекнуваат токму или од анксиозност некоја, или од некоја депресивност, меѓутоа многу често од начинот на кој што се воспитани, од работите кои што буквално ги проголтале како што растеле и секако од општеството, кај овие личности постои една ниска самодоверба и неможност, особено во момент кога се пред јавен настап или кога се во работната средина каде што се очекува нешто од нив, тие имаат неможност да имаат перформанс кој што е во склад со нивните вештини и компетенција. Значи, тие не можат едноставно да се ги дофатат тие внатрешни вештини кои што ги имаат, се во момент на страв, се знаат да се закочат и едноставно на кога ќе речат јас се смрзнав и не можев да кажам ништо, не ни памтам што кажав или како го направив тоа и така натаму. Затоа што имаат страв дека другите ќе видат нешто
во нив кое што не е добро, дека не се доволно добри, дека не знаат точно што да направат или дека другите ќе откријат дека тие не се толку добри како што мислеле. Од друга страна пак, исто така, овие личности имаат тенденција да поставуваат толку многу високи цели за себе, што после тоа се разочаруваат затоа што не ги исполниле. Па доколку сте една од тие личности, ви препорачувам да ги слушнете претходните неколку епизоди на мојот подкаст, како би можеле реално да поставувате реални цели кои што може да ги достигнете, а не премногу високи и нормално само да си докажете, да си докажете на себе си дека ете, повторно не успеавте во своите цели. И најчестото, најверојатно би било дека премногу успеваат, имаат премногу достигнувања и она што се случува нормално после многу достигнувања е токму бурнаутот или синдромот на прегорување кога паѓаат толку многу што не може да се кренат назад. Секако, импостер синдромот кај многумина може да е и мотивација за да постигнуваат и да е буквално бензин за да стигнат до некаде, но она што е многу важно е да споделам дека кај секоја од овие личности таа мотивација всушност носи една многу голема цена, а тоа е постојана анксиозност. Доколку предолго време се наоѓате во анксиозност, не можете да бидете во здрава грижа и релација со себе и понатаму може тоа да доведе и до депресивност. Другиот проблем е неможноста да личноста доживее задоволство. Зошто? Затоа што и покрај тоа што многу ќе се труди личноста и покрај тоа што таа ќе биде одлична, ќе направи нешто што е многу добро и во наводници совршено, мислата дека не било доволно добро, дека можело уште ќе остане во главата кај оној кој што се соочува со овој синдром. Таа личност може дури да се прашува, а зошто јас сум тука? Зошто јас баш да бидам на ова место? Зошто јас да успеам? Нема шанси, ова не е мое, ова е само среќа. Многу често ќе сретнете личности кои што имаат многу квалитети, а не се пројавуваат токму поради овој синдром. Еве, јас чисто ќе ви споделам нешто кое што мене ми беше може би тригер да сватам дека и јас сум се соочувала и понекогаш се уште знам да се соочувам со овој синдром, меѓутоа знам брзо да го освестам, кога една моја многу драга клиентка ми сподели, па добро Елена, зошто никогаш не си се појавила со лик или не си се појавила со видео, едноставно да те видам за да се поврзам со тебе, значи ти си одлична, ти си многу добра, зошто едноставно те нема? Ова беше многу одамна, значи има сигурно 3 години поминато, кога тогаш само се завртев и се прашав, добро, зошто навистина јас нигде не сум споделила дека сум психолог, дека сум магистер, дека сум психотерапевт, дека сум значи имам завршено многу позади мене едукација кои што се моја поддршка реална. Па дури после неколку години истата таа личност ми пиша, вика Елена, те молам, пиши се таму дека си психолог, си тргнала се. Значи, немој да си ја намалуваш вредноста и оно кое што веќе го имаш. Секако ова за мене во тој момент не било свесност, меѓутоа мене може би ми помогнало да го освестам кога сум го слушнала од страна, благодарение на тоа што знам што е импостер синдромот. И затоа се надевам дека сите кои што го ја слушаат оваа епизода ќе застанат и можеби ќе се сетат на некој таков дел. Еве, можеби на пример сте работеле на некој проект неколку месеци и сметате дека не сте доволно добри затоа што не знаете се. Ова многу често го гледам и на терапија и на коучинг. 2 месеци сум во фирмата и се уште не сум вклопена. Како да имате превисоки очекувања од себе си или пак во моментот почнувате некаков бизнис и мислите дека треба буквално да ве има секаде, на секое поле, наеднаш да успеете и така натаму, или не сакате да се пројавите затоа што можеби вие сте тие кои што имате лошо чувство и мислите дека другите ќе мислат дека сте натрапник. Она што јас би споделила понатаму е да може би проверите со себе си дали секогаш успехот го припишувате на среќа или на надворешни фактори, дали премногу си се критикувате за малите грешки кои што ги правите во работата, дали сте многу сензитивни на, па дури и на конструктивните критики, и дали може би си ги намалувате собствените вештини, експертиза,
образование или оние поддршки кои што веќе ги имате. Еве, јас ви споделив како јас сум имала момент на намалување на таа поддршка која што сум ја имала. Нешто друго што сум забележала кај себе, дека многу знам да си се критикувам себе си и да не сум свесна дека некој успех не е од надворешен фактор, туку станува збор за нешто друго. Ви споделив дека многу почесто се наоѓа кај жените, и тоа се должи најверојатно на сите оние стереотипи со кои што се соочуваме како жени. Со цел оној момент на неможност да бидеме доволно асертивни, па така и најчесто жените стануваат премногу пасивни. Мажите најчесто одат во агресија. Всушност асертивноста е една средина измеѓу пасивно и агресивно однесување, каде што не сме ниту агресивни, ниту пак премногу пасивни, се бориме за нашите потреби, се бориме за нашите права, желби и цели кои што ги имаме, без притоа да ги повредиме другите. Значи, грижа за себе, грижа и за тебе, но со многу здрави граници измеѓу. Жените најчесто се пасивни, најчесто молчат, најчесто се повлекуваат и не го чувствуваат тоа право да истапат напред и да си го заземат своето место. Најчестите причини се перфекционизам, каде што имаме премногу високи стандарди за себе, кои што реално сами по себе го носат тоа чувство на неуспех, дури кога се постигнува успех, затоа што постои таа постојана тенденција да се критикува и да се бара нешто кое што не е во ред. Не постои перфекција, не постои нешто што е совршено. Идеално е нормално, нели, да целиме кон што е можно да бидеме подобри така натаму, но да бидеме многу внимателни, затоа што пренагласениот перфекционизам ја носи таа анксиозност која што ја споделив. Друг дел кој што јас ќе споделам дека и кај мене кога сум го гледала ова, и затоа сакам и искуствено да ви го споделам, еве искуствено овој синдромотерапевт како изгледа. Јас го надминав со психотерапија и го надминав со вежби кои што реално ги има во програмот Асертивна, и затоа го почнав и го направив, затоа што многу ми помогна за овој дел семејно потекло. Односно, сите тие вежби, освестување какво е моето потекло, какво е воспитувањето, кои се стереотипите во семејството и така натаму, точно разбрав зошто ова е нешто со кое што сум се соочувала и најверојатно на наврати во животот ќе ми се враќа, особено кога сум изместена, кога имам повеќе обврски или кога сум малку повеќе анксиозна. Значи, поединци кои потекнуваат од семејства каде што достигнувањата не биле ценети, односно биле како нормални или тие достигнувања биле ниски и мали, може токму да се борат со овој синдром. Еве конкретно јас потекнувам од семејство кое што имало високи постигнувања, па така што моите постигнувања не можеле да се гледаат како големи, односно јас сум трета ќерка, најмало дете, и нормално дека во тој момент секој достигнување било смешно и мало во споредба со другите две деца. Во тој момент сум била премногу мала да го разберам тоа. И за мене се чинело, нели, за другите тоа достигнување се чинело како па не е ништо. Например, средната сестра била, најголемата била дипломирана, средната била матурантка, јас сум била полуматурантка, нели, полуматурата во тој момент за мене била и за останатите нешто многу смешно. За мене реално било нешто најголемо, меѓутоа за останатите било смешно. Ви го споделувам чисто како пример, можеби да се размислите какво е вашето обкружување и што е оно во кое што сте растени, па можеби е корен и причина токму на овој синдром. Културните фактори е сега во нашата култура реално многу се вреднува скромноста и се минимализираат достигнувањата, а тоа е нешто што им отежнува на поединците да ги прифатат своите достигнувања. Мислам дека премногу се става акцент на скромноста и луѓето едноставно почнуваат да, односно престануваат да бараат, затоа што мислат дека ако бараат уште, тогаш тие не се скромни. Реалноста е дека скромноста не е тоа. Скромноста е да бидеме задоволни и среќни со оно што веќе го имаме, но не значи дека не е во ред да бараме уште, и секако постои едно уверување дека не смееме да се воздигнуваме, да се фалиме со себе си така натаму, што е, секако се согласувам дека пренагласеното воздигнување па и не е баш така добро,
особено доколку не е подкрепено со факти, меѓутоа кога е подкрепено со факти, па дури и да не се тоа некои големи факти, реалноста е дека таа скромност може да донесе до момент да ние не си ги славиме добрите и малите успеси, и тоа не само да не го донесе овој импостер синдром, туку буквално да не оштети од малите задоволства во животот и ние да можеме буквално да стигнеме во момент кога ништо веќе нема да направи задоволни. Мојата професорка стално кажуваше некако во нашиот народ како повеќе да се слават негативните работи, односно како повеќе да му се дава значење на погреб отколку на свадба. И тоа е нешто кое што дефинитивно се уште го гледам, тогаш можеби кога го слушнав беше пред сигурно 10 години, меѓутоа сега точно го разбирам тоа дека е вистина. Ние многу повеќе значење даваме и уважуваме кога на некој ќе му се случи нешто лошо, па знаеме да му пишеме како си, па што правиш и така натаму, а не толку многу на оние позитивни искуства и работи кои што може да се случат. И секако се помалку гледам личности кои што слават мали победи. Едно од најдобрите лекови за импостер синдромот е да си славите секаков успех. Значи јас дома ќе одам сега и ќе си го прославам снимањето на овој подкаст. Тоа може на некој ќе му е смешно, ако го кажам тоа на било кој ќе ми се изнасме, меѓутоа за мене е голем успех, затоа што јас сум отделила време да го смислам, да го снимам, да го уредам и така натаму, и тоа е мојот мал успех и е потполно, односно сосема доволен. Сега, ако јас станам перфекционистот и почнам да го поправам уште, па нешто тропнало, па негде не знам сум се засркнала, па негде сум голтнала буква и така натаму, овој подкаст никогаш нема да биде готов, завршен и пуштен за слушање. И сега сакам да те прашам тебе. Што е тоа кое што се уште го поправаш, го менуваш, чекаш да биде совршено и го одбегнуваш и се уште не си го направила затоа што сметаш дека не е совршено, а во суштина може многу да му помогне на некој друг. Другата причина поради која што се јавува, и мислам дека можеби е и најголемата причина, е негативното искуство, меѓутоа раните искуства во животот, кога порано, да речеме, во детството сте биле многу критикувани или пак можеби или во периодот на адолесценција, понатаму може да се создаде страв дека сте измамници. Односно дека не сте доволно добри, ако некој ве пофали, дека нешто не е во ред, другиот видел нешто што не е реално. Затоа тие кои што сте родители или кои што планирате да станете родители, бидете многу внимателни, многу свесни со зборовите кои што ги употребувате со вашите деца, затоа што преголемата пренагласената критика токму може да го нагласи овој синдром и да тие едноставно не се чувствуваат дека се тоа што се, туку напротив да мислат дека се многу полоши. Особено се јавува ова кај мали деца затоа што реалноста е дека тие родителите ги гледаат како богови, родителот какво мислење има за нив, такво мислење и тие создаваат за себе. И секако работната околина или академското обкружување е многу важно, затоа што конкурентна или критична некоја работна или академска средина може да ги влоши чувствата на несоодветност и на сомнежот во себе. Така што проверете и во каква средина работите или учите доколку сте помлади, затоа што понекогаш и покрај тоа да речам да немате перфекционизам, да немате некое потекло различно, да не станува збор за културен фактор, може едноставно самото обкружување да го потенцира истото. И сега може да дојдеме до најважниот дел или стратегии за надминување. Првата стратегија и она која што сметам дека е најважна е препознавање и прифаќање на своите достигнувања. Значи направете си листа на сите ваши достигнувања и успеци и потсетете се на нив секогаш во секој момент кога ќе почнете да се сомневате во себе. Земете си лист и пенкало и напишете си кои се вашите силни страни, кои се вашите достигнувања, кои се вашите таленти, што е нешто досега сте го направиле. Тоа може да биде отворете си некоја папка со дипломи кои што сте ги добиле или можеби со дипломата од факултет и така натаму, или на работа некои пофалници
И не мора да е нешто кое што е толку видливо како диплома, меѓутоа размислете кои се оние големи и мали достигнувања и секако да си ги признаете како своји. Понатаму, реконструирање на вашите мисли, односно наместо да се фокусирате на вашите недостатоци, фокусирајте се на вашите силни страни и што е што го правите добро. Многу често кога ќе прашам некој добро кои се твоите таленти, многу долго време му треба да се сети или можеби нема да се сети, понекогаш и месеци се потребни да дојде во допир со себе на силните страни, меѓутоа негативните работи веднаш доаѓаат. И тоа ми е знак дека добро, најверојатно станува збор за негативно рано искуство и многу голема критикуваност досега, затоа што знае што му е негативно, но каде се пофалбите, каде се оние убави работи? Значи, животот не е црно-бел, постојат многу бои, ние нормално дека имаме многу негативни работи, но имаме многу позитивни. Најдобрата стратегија е да побарате поддршка, меѓутоа поддршката не секогаш мора да биде со терапевт, може да биде и со некој пријател, со некој колега, може да споделите како се чувствувате, што е, ќе се изненадите колку е убаво и колку е поддржувачки кога вашиот колега или пријател ќе ви сподели, ама не, ти не си таква, ти си вака и вака, ти си ова и ова. Тоа е таа размена која што ја имаат другите кои што не споделуваат какви сме, може многу да не поддржи и да ни помогне. Јас не можам да заборавам на факултет, правевме една вежба по предметот личен раст и развој, каде што анонимно секој за секого споделувавме одредени карактеристики кои што ги гледаме и нормално во групата на факултет не се дружевме сите, 5-6 луѓе можеби се знаевме, се дружеме, другите не. И кога ги отворивме ливчињата, никој не знаеше кој што напишал погоре, се изненадивме кога прочитавме многу интересни споделувања, имаше и некои што беа негативни, и тоа беше многу интересно затоа што дел од луѓето беа насочени кон негативни работи. Нешто кое што фактички самата вежба не беше да има негативна не беа негативни, него беа, например, често го користиш тој збор, често се облекуваш вака и вака, меѓутоа сепак има некоја негативна нота, а самата вежба беше поентата да биде позитивна. И нормално 90% беа позитивни и сите се изненадивме кога ги отворивме ливчињата да видиме како другите гледаат на нас, колку всушност понекогаш имаме искривена перцепција или не сме свесни за нашите таленти, позитивни страни кои што ги имаме. И нормално и тие критики, тие 10% критики беа примени многу убаво, затоа што дојдоа како, супер, значи имаме во групата и некој кој што, знае да искритикува, знае да сподели, знае да види нешто што не е во ред, можеби е понегативен и така натаму, па потоа се случи на вмрежување, јас ти го напишав тоа, па јас го освестив ова за тебе, јас го освестив она за тебе. И тие што пишуваа негативни работи, всушност самите имаа многу трема и стрес, што е што другите ќе го напишат, значи тие самите премногу си има критики кон себе си правено. Видете дали можеби вие сте дел од тие 10% што премногу се критикувате и дури кај другите личности, немате капацитет веќе да гледате во доброто затоа што сте фокусирани повеќе на негативното, на недостатокот. Понатаму нешто кое што може доста да биде во поддршка е да ги прифатите предизвиците, па наместо да избегнувате предизвици или можности, да ги искористите како шанса за учење и развој. Немојте да заборавите дека секој доживува сомнеш во себе и природно е да се сомневате во себе и во своите вредности, затоа што тоа е нешто кое што во одреден момент во животот секој го има и не значи дека секој баш овој синдром толку многу му е нагласен, не сте сами во ова. Понекогаш тој сомнеш е здрав затоа што не носи кон раст и развој, но немојте да претерате и не заборавајте, најважниот аспект е да практикувате добра грижа за себе. Значи, грижете се за себе доволно така што ќе спиете добро, ќе имате добра исхрана, ќе имате добра физичка активност, ќе се грижите за своето ментално здравје севкупно и најдете си време за активности во кои што уживате и ви помагаат да се опуштите. Деки кај овој импостер синдром токму тоа неможност да се опуштите е нешто кое што е многу често и се појавува. Синдромот неизменно може да биде буквално предизвикувачко и тешко чувство,
Но немојте да се грижите затоа што е нешто кое што може да се надмине со правилни стратегии и со поддршка. Со признавање на вашите достигнувања, со преформулирање на вашите мисли, барањето поддршка, прифаќањето предизвици и секако практикувањето на здрава грижа за себе, вие може да научите да верувате во своите способности и да го надминете стравот, да бидете изложени и да бидете видени од другите. Јас се надевам дека оваа епизода ќе ви помогне да освестите, да прво проверите дали можеби се соочувате со овој синдром и секако да најдете начин и стратегија како да го надминете. Ви благодарам што ја слушавте епизодата до крајот и се слушаме во наредната епизода.